продолжуваме на тема спорт. Почна регистрацијата за најголемиот и најмасовниот настан на трката Вози право, вози здраво. Добро утро за Милена Петковска, со која што ќе ги објасниме утрово сите детали околу пријавувањето и трката која што ќе се случува во недела на 28 мај. Добро утро. Добро утро. Гледам телефонов чисто да го проверам времето, но чинам ќе имаме сонце во недела, што ќе биде предност за така. Сега за сега покажува и дошти сонце, но верувам дека ќе има сонце. Будно ги следиме прогнозите, се надеваме дека времето ќе биде на наша страна, дека и оваа година, како изминатите 7 години до сега, ќе успешно ќе го организираме најмасовниот општествено одговорен настан, трката Вози право, вози здраво, која што по 7 пат традиционално ја организираме ние како Стопанска банка. По 7 пат се одржува трката, верувам од првиот пат до сега бројот на учесници се повеќе и повеќе расте. Во неформалниот разговор ми кажа дури ќе можеби ќе треба и да се стопира пријавувањето, бидејќи нели ограничена е бројката на учесници. Така, на наше огромно задоволство бројот на учесници од година во година расте, со тоа што од првата година од 2015 година со 2-годишната пауза поради ковид пандемијата, сите 7 години бројот на пријавени учесници расте. Заклучно со вчерашниот ден имаме некаде околу 6000 пријавени. Се уште пријавата е во тек, до сабота може да се пријават и интересот е многу голем од сите граѓани на градот Скопје, бидејќи во трката може да се пријават како учесници буквално сите категории, сите лица без ограничување на возраста кои што сакаат да управуваат со некое средство кое што е на тркала, независно дали се тоа ролери, тротинети, велосипеди, бебе колички, буквално секој што има желба да биде дел од една голема забава и од еден масовен настан кој што го промовира велосипедизмот како алтернативен начин на урбан транспорт. Околу категориите, бидејќи нели имаме имаме и велосипеди, имаме и колички, така натаму, какви ќе бидат категориите на трката? Категориите се без ограничувања, се што е еколошко превозно средство. Значи, независно дали е велосипед, детски велосипеди, детски трки, родители со бебе колички, електрични тротинети, обични тротинети, буквално се што промовира алтернативен начин на транспорт, бидејќи тоа е и целта на нашиот проект. Да му понудиме на градот една нова содржина, да создадеме едни нови навики во кои што граѓаните ќе настојуваат да ја заштитат животната средина, да ги користат алтернативните начини на транспорт и безбедно да стигнат на своите дестинации. Кога почнува трката во недела? Трката почнува во недела, стартот е пред порта Македонија во 17 часот, а целта е во градскиот парк. Со тоа што пријава на учесниците може да се направи со едноставно пополнување на кратка апликација достапна на нашата веб страна, пошто учесниците добиваат SMS имејл потврда дека се успешно регистрирани, го добиваат своето бројче под кој што се регистрирани како учесници и бројчето може да си го подигнат во следниве 3 дена, денес, утре и сабота, од Стопанска лизинг, која што е лоцирана на улица Македонија, веднаш до спомен куќата на Мајка Тереза, од 10 до 18 часот. Овде само би сакала да напоменам дека подигнување на бројчињата на денот на трката нема да биде овозможено со цел да го запазиме континуитетот и да не се ствара дополнителна хаос и гужва. Неорганизација. Така. Би сакал да упатиме и совети, препораки, бидејќи зборуваме за екологија, зборуваме за зголемување на свеста, секако целата таа траса од порта Македонија па се до градскиот парк и тоа што ќе се случува таму, иако секоја година навистина позитивни слики и видеа гледаме дека учесниците навистина после секоја трка си го собираат отпадот, не оставаат позади себе неубави фотографии и видеа да гледаме, но чисто да ги подсетиме уште еднаш на препораките и советите, бидејќи тоа е целта на самата трка. Така. Пред се тука би сакала да напоменам, тоа веќе и сите учесници од изминатите години го знаат, станува збор за ревиална трка, не е од надпреварувачки карактер. Она што е особено важно е да се внимава на брзината, со цел безбедно да се пристигне на целта. Целата траса ќе биде обезбедена на наше огромно задоволство. Нашите колеги вработените во голем број учествуваат во организацијата и во реализацијата на овој настан. И тоа е еден вид на тимска работа со кој што го јакнеме тимскиот дух. Исто така и преку членовите на нивните семејства кои што се како учесници. Значи, ќе биде обезбедена логистика како од страна на нашите вработени, така и специјални возила кои што ќе ја придржуваат трката
трката, повторно со цел сите учесници безбедно да стигнат на целта. Она што ние како организатори ќе се погрижиме да обезбедиме места за складирање на отпадот со цел да ја зачуваме околината и да оставиме убава слика после нас. И би сакала една препорака на целта во градскиот парк. Сите учесници ќе ги очекува одредено освежување кое што го обезбедивме, пијалоци, грицки, сладолед, едно мало внимание. Секој учесник ќе добие репрезентативна мајчка од настанот и исто така на крајот на трката ќе следи вредна лотарија. За оваа година имаме подготвено 49 награди, од кои што е спешалайз велосипеди за возрастни, за деца, слушалки, гармин часовници, спортски ранци, слушалки. Се што е потребно за еден човек кога сака да се соопушти, да се вози велосипед, да ужива со музика и така натаму и така натаму. Средствата кои што ќе бидат собрани ќе бидат донирани. Така како се собираат средства, како оди тој момент? Вози право, вози здраво е една платформа која што секоја година проектот го завршуваме со донација во урбана содржина, во урбана опрема за нашиот град. Со тоа што и оваа година ќе следи соодветна донација. Во моментот не можам да ги потврдам деталите, бидејќи се уште сме во преговори, ќе следи секако соодветно соопштение. Оно што до сега ни се како реализирани проекти се првиот детски велодром во Тафталиџе, исто така 14 станици за поправка на велосипеди, 100 паркинг простори за велосипеди кои што се на сите најпрометни урбани локации во градот, исто така преку 300 паркинг простори пред секоја наша филијала, со цел и на нашите клиенти да им можеме безбедно да ги користат нашите услуги. Вие тоа го правите, го донирате, меѓутоа останува на градот и општините да се грижат. Верувам дека сите овие работи се во добра состојба. Правите така често проверки? Правиме често проверки, доколку има потреба од некаде реконструкција, од интервенција, секако достапни сме. Она што треба нас како граѓани на градот Скопје е да ни работи совеста и да ги задржуваме оние работи кои што компаниите решиле да ги донираат. Така, благодарам уште еднаш за гостувањето. Посакувам успешна трка на 28 мај во недела. Ви благодарам и вам. Па и да приврне малку дошт, е убаво, тоа е берикет. Убаво е да се пешачи и да се трча по дошт. Ви благодарам за гостувањето.